Се круи цената на струјата која ќе важи за домакинствата во наредната 2026 година. Наскоро ќе се знае сумата која државните електрани ќе му ја понудат на тендер на универзалниот снабдувач Евана Хом, кој ќе биде распишан во четврток. Од ДСМ веќе го доставиле предлогот до владата која треба да пресече дали би бил прифатлив за граѓаните. Премиерот не сакаше да шпекулира околу висината на понуденото, само рече дека владата нема да се откаже од субвенционирање на струјата и покрај барањата на Европската комисија. Ова е содржано во реформската агенда, но премиерот рече дека нема да дозволи струјата да поскапе за граѓаните за 30 до 35%. Вториот чекор е, например, да влеземе во либерализација на пазарот за електрична енергија за домакинствата. Сите оние кои што се на регулираниот пазар. Тоа нема да го направиме. Од проста причина што ако тоа го направиме, тогаш домакинствата и сите оние кои што се на регулираниот пазар минимум ќе имаат 30 до 35% поскапи сметки за електрична енергија и тоа свесно нема да го направиме. Премиерот Мицкоски најави дека 10 од останатите 12 реформски чекори треба да се направат до нова година. Една од забелешките кои треба да се коригираат се измените на изборниот законник согласно забелешките на ОПСЕ од ИХР за кои Мицкоски вели дека ќе се направат. Тој рече дека прифатливи се измените на законите кои го опфаќаат судскиот систем и обвинителствата во делот на вработување и унапредување независно од мислењето на владата. За буџетите ќе се направи компаративна анализа со членките на Унијата. Во делот на буџет, ние ќе поставиме долна граница, односно минимална вредност во буџетот на обвинителството и во буџетот на судовите, кој што секако ќе биде повисок од средниот или од медијана буџетот што го имаат земите членки што ги покрива Советот на Европа. И тоа ќе го направиме. Да речеме, чекор е и новиот закон за судски совет, тој помина на владина седница. Реформите вклучуваат и 3% од државните објекти да се направат енергетски ефикасни, барање на кои активно се работи, односно Министерството за енергетика ќе го реализира со поддршка од Француската развојна агенција. Мицкоски информира дека Министерството за транспорт активно работи и на либерализација на железничкиот сообраќај во соработка со експерти од комисијата. Готов е и реформираниот закон за аудиовизуелни услуги. На барање на Унијата ќе се направи и регистар на сите акционерски друштва во кои државата има било каков удел. Мицкоски уште еднаш потенцира дека фокусот на владата е најбрзо да ги спроведе реформите и тоа да биде клучно за Македонија да стане членка на ЕУ, а не билатералните спорови кои го кочат евроинтегративниот пат на земјата.